Почитуван заменик народен правобранител, почитувана колежке, внимателно ве слушавме и целокупен заклучок од вашето излагање е дека до максимум ги релативизирате работите во однос на одговорните, кои што треба да сносат одговорност за непостапувањето по извештајот на народниот правобранител, а исклучиво се осврнавте на локалната самоуправа, каде што биле градоначалниците од опозицијата и единствена критика упативте до нив, иако знаете дека доколку има вакви случаи, да, треба секој работник да биде заштитен и си има соодветни институции кои што треба да постапат и да, на секој еден вработен треба да му бидат заштитени сите права кои што го следуваат согласно закон, односно тука имаме и управен инспекторат, имаме и просветен инспекторат. Меѓутоа, не слушнав збор да кажете за неодговорната влада, извршната власт, која што потврдила во сите аспекти на мониторирање од страна на народниот правобранител. Не спомнавте ниту еден збор за ниту едно министерство, освен оние општи флоскули дека требало вака да биде или требало онака да биде. Кога зборувате експлицитно со примери за повреда на одредени права, бидете до крај коректни и кажете, потенцирајте ги сите проблеми кои што ги има во овој извештај и дека најголемиот непочитувач на правата на граѓаните е токму извршната власт. Ниту едно министерство не функционира, ниту е заинтересирано. Во најмала рака очекував од вас да ги критикувате, затоа што и на разгледувањето на минатиот извештај на народниот правобранител не се појавија на пленарна седница. Иако аналогно на пленарна треба да имаме представник и овде. Но експлицитно е наведено дека на пленарна седница, односно кога се разгледува извештајот, мора да имаме представници од владата кои што ќе ги анализираат сите овие заклучоци кои ќе им ги доставиме и да истите постапат по нив. Меѓутоа, ова го зборувавме да не се навраќаме. До сега, во последните неколку години немаме доставено ниту една повратна информација од страна на оние кои што најмногу ги прекршуваат правата, а тоа е владата и сите други органи во состав на владата кои што тие ги контролираат. Ниту еден збор не слушнавме во однос на забелешките на народниот правобранител дека второстепените комисии не постапуваат соодветно, односно не донесуваат мериторни одлуки и граѓаните се еден вид на пренесување од првостепените органи до второстепени органи и до управен суд, виш управен суд или соодветните граѓански судови. И повторно, истата делница пак се враќа на првостепени органи. Единствено се укинуваат, односно не се решаваат мериторно, но не најдовте за сходно да ги искритикувате, бидејќи, ова го потенцирам, бидејќи овие второстепени комисии се предлагаат и членовите се бират овде, во собранието. А вие единствено направивте една компарација што треба собранието да сработи и што треба народниот правобранител за да ги заштити правата, прескокнувајќи го елементот кој што треба да ги спроведе овие закони и овие мерки, бидејќи, смислено го направивте тоа, бидејќи немаат исполнето ниту една обврска која што им е дадена од народниот правобранител. Ако сакаме да ги релативизираме работите, и наредниот извештај ќе ни биде ваков и полош. Затоа требаше да ги повикате на одговорност оние од извршната власт кои што не сработиле ништо за да се подобрат, односно да се остварат правата на граѓаните кои што им следуваат. Еве ви потенцирав. Комисии кои што се бираат овде во законодавниот дом, не ги ниту спомнавте, а една од најголемите забелешки на народниот правобранител е токму тука, бидејќи оној вечен пат кој што го минуваат граѓаните при остварување на своите права е показател од првостепените, второстепените органи до судовите. И самиот народен правобранител констатира, вели вака: управните судови и покрај донесувањето на новиот закон за управни спорови се уште не се на ниво на задачата и со тоа што не доставуваат мериторни одлуки, граѓаните минуваат низ правни голготи и не успеваат да ги остварат нивните права. Во некои случаи ниту за време на својот живот. Значи, кога зборувате за неисполнување на правата, не сакам сите забелешки кои што ги има, бидејќи претходно ги образложивме
ги истакнав, но морав да реагирам на тоа што вие, обидувајќи се да го релативизирате овој извештај, за кој што можам да кажем дека е еден од најсолидните извештаи, но на извршната власт и извршната власт која што вие како мнозинство ја поддржувате, не ви одговарат вакви извештаи. Затоа ќе ве замолам, кога зборувате во иднина за поделба на власта, да бидете до крај доследни и да ги превземете обврските кои што не само собранието. Собранието има донесени одредени добри закони. Извршната власт е слабата карика која што не ги спроведува овие закони и немаме никаква одговорност. Ниту извештаи дават, што има законска обврска, ниту доаѓаат овде да не сослушат, ниту имаме иницијатива на кој начин да ја подобриме оваа состојба, односно на кој начин да ги обврземе, бидејќи вие сте мнозинство парламентарно кое што сте избрале и оваа влада. Вие сте парламентарно мнозинство кое што секако и народниот правобранител сте го избрали. Но зошто да не се истакнат реално проблемите дека во извршната власт лежат најголемите проблеми и најголемата незаинтересираност, иако согласно Законот за народен правобранител ова име законска обврска. Дајте да најдеме начин да има одговорност за овие, а не зборуваме ние сега. Тие имат законска обврска два пати во текот на годината, односно на 6 месеци, да доставуваат извештај до собранието за сработеното по заклучоците, а тие самите не доаѓаат ниту на седницата кога се разгледува извештајот, а не да дадат соодветни извештаи. Тоа е она што во дадениот момент извршната власт е таа која што ги контролира и законодавната и судската власт. Извртени вредности во однос на поделба на власта, но вешто и умешно сакавте да ги зацкриете со неколку тези кои што ги кажавте дека треба така да биде, треба вака да биде, и со конкретни критики дека најголемите прекршувања на човековите права се случуваат на локално ниво. Да потенцирам од овде и да се случуваат и на локално ниво. Треба да се коригираат и секој вработен и секој работник треба да го оствари своето право. Секој треба да му биде јасно дека она што го следува согласно закон и устав треба да го оствари согласно позитивните законски прописи. И затоа уште еднаш ќе ве повикам да си ја признаете состојбата во која што се наоѓа целокупниот државен апарат, бидејќи не функционира, а следствено на тоа граѓаните не можат да ги остварат своите права. Не сакам поединечно да навлегувам дополнително, бидејќи во претходното излагање ви ги предочивме сите проблеми кои што се нотирани. Но немојте да ја извртувате состојбата и тезата дека само се прекршуваат права во одредени институции. Не, целокупната влада е незаинтересирана, самите констатиравме и можете да потврдите дека истите не се заинтересирани да ги подобрат начинот на остварување на правата на граѓаните. Затоа немојте да се обидувате да ги релативизирате работите од овој извештај. И под превезот на онаа колективна неодговорност, иако го кршат експлицитно, го кршат законот од страна на владата, но оној феномен кој што постои во Република Македонија, колективна одговорност, односно неодговорност, се користи и овде, и доколку имавме санкции на некој начин пропишени за да има за колективна одговорност, односно неодговорност која што ја користат сите, немаше така да се однесуваат. Затоа сега, кој е виновен? Да, нотирано дека владата не доставила и никому ништо. А ако одреден граѓанин биде запрен со прекршување за сообраќајен прекршок, што треба соодветно да се санкционира, да, треба да се санкционира, но како да ја санкционираме владата? Како да ја санкционираме владата? Еве, експлицитно согласно Закон за народен правобранител има обврска. Не е тоа дали сака или не сака, облигаторен дел има, обврска има да доставува. Но што ќе достави кога ништо нема превземано? Тоа е избегнување и затоа ќе ве замолам да не ги релативизирате работите и да насочувате во друга насока целокупната содржина на извештајот на народниот правобранител. Благодарам.